Делумно е локализиран пожарот на Кокино, општина Старонагоричане. Активни се уште 2 жаришта. Екипи на територијалната противпожарна единица Старонагоричане со подршка на пожарникарите од Кавадарци, припадниците на армијата Македонски шуми, од утринава се на терен во Кокинскиот дол, но интервенцијата била отежната поради непристапниот терен. Локалната самоуправа побара воздушна подршка од државата за локализирање на овој пожар. И овој пожар прети опасност да се прошири на десниот дел од овој локалитет моментално каде што се наоѓаме, така да ќе биде во голем ризик делот на ќе премине на делот од Бајловце, Бајловскиот дел и можеби да се спушти доле до општина Ранковце, така да правиме се можни напори. Тука се територијалните противпожарни единици, тука се од силите од МВР, војската е вклучена тука, ДЗС, од шумско стопанство, мислам дека имаме тука и помош кои што работат во пределот каде што непристапен е за возила. Така да се надевам дека ова за кратко време ќе биде локализирано за да не излезе од контрола. Успеавме да ги спасиме сите жители куќи, досега немаме. Имаме опожарени неколку куќи кои што се ненаселени, мислам кои што не живее во нив никој, доколку другите успеавме да ги спасиме, тоа ни беше и најважно во моментот. А сега има еден дел тука каде што е загрозен, но мислам далеко е се уште, нема да дозволиме да стигне до таму, ќе направиме сите можни напори за да можеме тоа да го спречиме. Жителите на Кокино се евакуирани од своите домови. До сега се изгорени над 600 хектари борова и дабова шума. Пожарот ја зафати и мегалитската обсерваторија Кокино. Мештаните на околните села Степанци и Малотино раскажуваат дека огнот бргу се ширел. Страшно било. Јас сум туј доле над куќе ми дојдоше. Над куќе и вчера ovo е страшно било. Многу страшно. Податоците велат дека има зафатено и неколку домови, куќи. Има онде 2 куќе мисто, дека има тој 2 куќе у Котино звано место Ланиште. Тамо пољана чуju дека има викендица изгорено. Друго не знам, онде сино целно се ме дежураја, пошто tu имам рану, стоку, цели ноќе. Одма дојдоше. Колку ја дојдово, ни дојдоше службе. Али не може да се угаси. Пожар кад си патио во дека, туј наде, тој преко ноќ беше. Не си могаја да улегнеш, може само да угусиш луѓе да помре. Пожарот на Кокино почна да се шири на 1 август во попладневните часови. Во гаснењето уште вчера беше вклучен армиски хеликоптер. Учествуваа припадници на територијалната противпожарна единица од Старонагоричане, Куманово, Скопје, Битола, Кавадарци, армијата, Министерството за внатрешни работи, Македонски шуми и мештани. Поради вдишениот чад, 2 пожарникари побарале помош во Кумановската болница. Пожарите во Мургаш и Пезово се целосно изгаснати. Во Кумановско се уште е активен пожарот во атарот на село Белјаковце, каде интервенираат пожарникарите од Куманово. И во општина Ранковце утринава е локализиран шумскиот пожар. Во општина Липково пожарот во атарот на селото Белановце е се уште активен, информираат од Центарот за управување со кризи. Таму гори сува трева и дабова шума. Кумановските пожарникари вчера покрај големите шумски пожари се борели и со запалена сува трева во низа селски средини, додека во селото Доброшане изгорел склад за градежен материјал со помошни објекти. Големи пожари вчера имаше и во Кратово, каде гореше шума на површина од 10 хектари во селото Живалево, додека 50 хектари дабова шума, нискостеблеста деградирана шума, сува трева и една штала изгореле во селото Татомир. Во општина Крива Паланка имало 4 пожари, тоа во Мала Пешинце, градски водовод, како и селата Конопница и Варовиште. Според вчерашните последни информации, таму били изгорени една куќа и една штала. Огромен беше пожарот на територијата на општина Ранковце во селото Отошница, каде гореше на површина од околу 500 хектари.